Општина Карпош, покрај фактот што се грижи за подобрување на безбедноста на граѓаните во општината, исто така води сметка и за подобрување на здравјето на граѓаните на општина Карпош. Во рамките на проектот и програмата за еднакви можности имаме издвоено средства со кои тие средства ги доби приватната здравствена установа Свети Алексеј и обврската на ова приватна здравствена установа да се направи ехо на дојки на девојчиња од 20 до 30 години. До сега ова услуга ја искористиле 79 наши девојки. За жал, докторот ми информира дека над половина се со наоди. За среќа наодите се бенигни, но она што јас како нивни градоначалник со многу повеќе години и со слични проблеми можам да апелирам е да оваа можност ја искориста што е можно повеќе девојки, а доколку има потреба, ние ќе издвоиме дополнителни средства од буџетот на општината за бесплатно преглед, значи за превенција од рак, карцином на дојка на девојчина меѓу 20 и 30 години. За жал, со развојот на науката, на техниката, имаме можности тоа за рано откривање на овие тешки болести, но во исто време, со жалење можеме да констатираме дека туморите и карциномите на рак на дојка, старосната граница се повеќе и повеќе се случува и навистина е поразително кога ќе видите дека од 79 девојки исконтролирани, прегледани, над половина се со наод и упатени се за дополнителни прегледи. За среќа кај сите тие е констатирано дека туморот е бенигнен. Но тоа значи дека еден аларм, дека состојбата треба да се прати, да евентуално тоа не примене во друга фаза, која што ќе се претвори во карцином, која што ќе биде сериозна последица по нивното здравје, а секако и дека ќе има потреба од хируршки зафати, евентуално хемотерапија, зрачење и се она што следува со третманот на вакви тешки болести. Затоа апелирам до сите млади девојки меѓу 20 и 30 години, искористете ова можност што ја дава општина Карпош и направете ги овие прегледи во приватната здравствена установа Свети Алексеј, која се наоѓа во румунска поликлиниката Букурешт. А ако има потреба за многу повеќе девојки ова можност да искористат, секако колку девојки има потреба да искористат, толку и средства ќе издвоиме. Како резултат на нашето долгогодишно искуство во прегледувањето на женската популација во репродуктивната доба се појави во менаџерскиот тим проект кој што се достави до општина Карпош за превенирање на болестите на дојката во младата популација на жени меѓу 20 и 30 годишна возраст. Тоа се направи со цел не само да се превенираат прегледите, туку да се стекне една навика кај во таа женска популација да се доаѓаат редовно не само на гинеколошки прегледи, туку и прегледи на дојките. Градоначалникот му се понуди проектот, градоначалникот го прифати и мислам дека е ова прва општина во Република Македонија што го прифати ваков проект и што покажа навистина грижа за женската популација во таа општина. Ние се обративме до градоначалникот заради тоа што нашиот ПЗУ гравитира во општина Карпош и со цел да се покрие целата популација на жени и овај апел исто и од мене да доаѓаат во што поголем број за да се опфати што поголема популација на тие девојки, за да се види не само како се дојките, туку да се видат и сите други прегледи да се направат превентивни, се со цел да се намали морбидитетот и морталитетот во возраста од 20 до 30 години. Колку трае овој проект и каков е интересот? Одзивот е огромен. Во првиот месец ние почнавме со овој проект од 3 март. Одзивот е супер. Доаѓаат голем број на млади девојки од општината. Сите се згрижени, сите се направени прегледи и се надеваме и понатака дека ќе доаѓаат во што поголем број. Од 79, се извинувам, колку 47 се со наод, што значи дека имаат циста, фиброаденом или липом на дојките на левата или на десната или во обете и
За среќа сето тоа е сега од бениген карактер, заради тоа што и во таа возраст не се очекува сега и малигни, меѓутоа мора да знаеме дека кај појавата на ракот во денешно време со вакви услови на живот и со ваква животна средина се помалку и помалку се спушта границата и се повеќе и повеќе се појавуваат морбидитети, коморбидитети и морталитети во таа возрастна популација на девојки.